утро се наоѓам во работилницата на Моника Мирчевска заедно со нејзиниот сопруг, кој што во духот на овие празници прават многу интересни дрвени лампиони, дрвени кукички, сето она кое што се наоѓа не само позади нас, туку и во целата работилница Моника, многу интересни во духот на празниците. Лампиончињата заборавивме да ги кажеме персонализирани, но сето тоа ќе го споменеме во текот на разговорот. Добро утро. Добро утро, Бисера. Добро утро на гледачите на Канал 5. Ви благодарам што сте тука денеска и се надевам дека ќе уживаме. Да. Во оваа работна атмосфера. Да. Начекавме во работна атмосфера, особено сега во овој период кога е најубав за сите нас. Пред празнично се купуваат лампиони, подароци, персонализирани за дечињата поклончиња, така што вие сето тоа го изработувате од дрво. Ајде сега да слушнеме малку повеќе за оние лампиони. Сега ставивме акцент на лампионите, но ќе ни кажете што се изработува од дрво тука во вашата работилница. Овој период нашата работилница дефинитивно изгледа како работилницата на Дедо Мраз. Да. Изработуваме многу лампиони и украси. Најинтересни се периодов снежковците, да. Да видат и гледачите што ни направите. Снежковците потсетуваат на детство, на оној период кога не било, нели, кога имаме најголеми спомени околу Нова година. Да. Потоа Во наше време повеќе снег имаше, нели Мони? Секоја година имаше тоа. И заради тоа ги направивме овие снежни топки. Да не асоцира повеќе на снег. И овие ги персонализираме, ги нарачуваат и како корпоративни подароци со логоа на фирми и слично. Канал 5 да напорачам? Или нема да откривам? Да. Но затоа вие ни направивте Здрава Македонија. Да. Не знам дали гледачите го видоа, токму тоа и го зема тој Снешко со Здрава Македонија. Благодариме многу, ќе си го ставиме во студиото. Колку е тешко да се изработат едни вакви персонализирани лампиони или снешковци од дрво? Најголемата тежина во тоа да се осмисли целиот производ, да се даде дух на нештото, да се направи една форма која ќе асоцира на нешто што го имам замислено. Потоа се работи со задоволство, нели? Не ни представува некоја. Бидејќи заедно со сопругот работите, поделени ли ви се улогите? Кој што прави? Бидејќи се наоѓаме на местото каде што се изработуваат сите овие сега предновогодишни украси, инаку воопшто вие секакви украси изработувате, но дали тој ево делот со дрвото, ти си во покреативниот делот кој што треба и да се нацртан, или има каде има треба да се нацртаат очиња, носе, копчиња на снешковците. Така. Имињата. Обично заедно ги осмислуваме, и тој дава идеи и јас. Скопуваме нешто, правиме нацрт како би изгледало, а потоа он го прави тој грубиот дел каде што се обработува дрвото. А потоа ние со останатиот тим го цртаме, ги цртуваме да им дадеме живост, нели, да. Што купуваат најмногу во овој период, односно што нарачуваат, бидејќи и по порачка изработуваат? Најмногу во овој период се лампиончињата и малите украсчиња, особено оваа мини кукичка што ја направивме оваа година за семејство. Ова е вистински хит. Така да, ова е дефинитивно мислам дека број 1. Сладки на честитките новогодишни кои ги имаме неколку години веќе. А во текот на целата година се продаваат, мислам се изработуваат сите за сите пригоди. Се може да се изработи од дрво? Па скоро се, да. Мислам скоро се е возможно. Што освен овие кукички како уникатни кои што ги споменавте, ви останува ли нешто во сеќавање интересно што сте го направиле необично? Сте се изненадиле од некој кој што сакал да порача нешто, леле, ова до сега не сме го направиле, навистина интересно и било предизвик да го направите. Да. Баш еден клиент се јави пред некое време и вика, човекот на кој треба да му порачам рамка, има се, вика. Мислам дека само со ваша изработка можам да го импресионирам. Браво. И така беше со Битлси и многу ни беше задоволство да ја изработиме. Беше предизвик. Браво. Супер, одлично. Ето има креативни луѓе кои што само треба да им се помогне да го направат на дело она што го правите и вие. Навистина сите овие се интересни декорации зимски. Кој ги пишува
кој го пишува ни креативниот дел, бидејќи на честитките треба да се смисли реченица да се напише или горе за семејството. Дали оние кои што порачуваат си имаат веќе смислен текст, што да стои, како да стои, каде да стои, или вие им помагате? Имаат идеи они, да, ама поголеме дела кај нас. Мислам, јас морам тој дел да го смислам, да извлечам емоцијата од целата приказна и да го ставам само во една кратка порака. Така што јас сум задолжена за тој дел највеќе, да. Значи, скоро целата идеја е ваша. Се треба вие да направите. Моника, во текот на целата година колку се подарува? Знаеме дека во овој период сакаме да даваме подароци и ни подаруваат на сите подароци, но во текот на целата година знаат ли луѓето, пример, да порачаат за некого без повод? Сакам на другарката да ја купам, или на мајка ми, на бабата, не е битно за кого. Дали има такви поклони без повод? Има се почесто и баш ми е задоволство така кога ќе слушнам дека без причина се подарува. И ни целата година порачуваат за се, нели, за крштевки, за свадби, за такви прилики. Да, има повод. Кога има повод, ама и без повод, доста се порачува, така да супер, баш убаво што се негува тоа. Да, убаво е да се подари или кога нема повод, едноставно од срца да се поклони. Во однос на цените, нема да прашуваме колку чинат, но дали знаат да се ценкаат граѓаните, да кажат ова ми е скапо, може ли попуст да им направите или да купиме две за поевтина цена. Знаат ли околу цените да изреагираат, да кажат дека сакаат да купат нешто од кај вас, ама нема доволно финансии? Да. Па многу ретко искрено, обично дури клиенти не ни прашуваат. Само сакам да нарачам, не ми интересира колку е, ми се допаѓа и толку тоа е тоа. Значи важна е изработката. Кога сме веќе кај изработката, ева за крај да го заокружиме овој разговор, како треба да се чуваат, односно да се одржуваат овие предмети за да траат подолго. Така. Да, си бараат нега, значи не треба да бидат изложени на премногу сонце, треба да се делот кој што е со природно дрво треба некогаш да се поминува со масло, ние им даваме во самата кога се дава производот како треба да се негува. Така што си има некоја нега, ама не е ништо специфично, само да се одржува за да можат да останат подолго време. Благодарам за одвоеното време и продолжете да бидете креативни фамилиарно, бидејќи сите сте вклучени во процесот на изработка на овие ваши дрвени прекрасни декорации и среќна нова 2026 година во духот на празниците, да сте живи и здрави, сите желби да ви се остварат. Вие сте млади за целото твое семејство, да уживате и уште многу интересни декорации наредната година. Ви благодарам за поканата и посакувам на сите гледачи да им се остварат сите желби што се ги посакуваат.